често и задоволство ми е, еве искрено кажувам, што имам можност да разговарам со директорката на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, Косана Мазнева. Таа е мојот соговорник денеска. Добро утро. Добро утро и до гледачите на Македонската телевизија. Госпоѓа Мазнева, сакав како вовед во се ова и да се надополнам и колегата Ване зборуваше за зачувување на животната средина и како вовед во разговорот да дадеме дека вие работевте во Министерството за животна средина, бевте во секторот конкретно и ги познавате добро како стојат работите во нашето општество, колку во суштина е потребна грижа на институциите, но и на граѓаните. И знаевте, еве народски кажано, со што си имате работа, кога ја преземавте функцијата директор на јавното претпријатие Комунална хигиена, па што прво направивте? Да, секако. Јас во минатото пред некои си 15 на 20 години работев во Министерството за животна средина. Тоа е министерство кое што е директно пред владата на Република Македонија и тангира голем број на закони кои што исто така директно влијаат врз јавното претпријатие каде што сега сум моментално директор. Што правиме ние како јавно претпријатие? Како јавно претпријатие се занимаваме со многу работи. Во прв дел најглавната работа која што ја работиме е едноставно одржувањето на јавната хигиена и чистота на територијата на градот Скопје. Работиме исклучиво по закони и прописи. Законите кои што го тангираат работењето на нашето претпријатие се во една синергија со законите кои што го тангираат, со дел од законите кои што го тангираат и Министерството за животна средина, тоа е Законот за јавна чистота, Законот за комунални дејности и Законот за отпад и пакување од отпад. Не знам зошто, ама центарот на градот, метрополата, срцето на градот, зошто, еве вие ќе ни кажете малце и од ваша гледна страна, јас и ти како граѓанин, да се најдеме негде на средина, еден заклучок да дадеме зошто постојано е со прстот вперен кон сметот и кон неуредноста, нечистота и таква некоја слика дава за центарот на градот, а ги гледаме службите на јавното претпријатие Комунална хигиена, сведоци сме дека се на терен и каде е средината, каде е во суштина, што е најголемиот проблем? Така, видете, нашето претпријатие работи 24 часа во 3 смени, 7 дена вкупно во неделата. Значи, екипите се постојано на терен, активно учествуваме во одржувањето на јавната хигиена, во одржувањето на јавната чистота на градот Скопје. Она што може да се забележи од време на време, особено во овие пролетни месеци, е зголемување на количеството на отпад, за кое што најчесто се заслужни или незаслужни, благо кажано, одредена група на несовесни граѓани кои што постапуваат спротивно на Законот за јавна чистота. Негрижата, сакате да кажете. Едноставно е негрижата. Знаете како е, колку ние не можеме, колку ние чистиме, они постојано знаат да излезат на терен па да вадат од кантите за отпадоци. Голем број на голема количина на смет која што се расфрла околу нашите садови за смет, познати како контейнери или како канти за отпадоци, така да понекогаш може да се забележи една навистина неубава слика. Откако ќе добиеме информација од страна на граѓаните дека на некоја локација се појавува голема количина на смет или откако нашите служби или нашата екопатрола ќе констатира една ваква ситуација, во тој случај нашите екипи веднаш излегуваат на терен и веднаш се постапува. Со оглед на тоа дека веќе е поставена динамика за собирање на сметот, но градот некако постојано се пренасилува, се зголемуваат домаќинствата, се зголемуваат потребите, сметот, веројатно, кој што се изфрла од домаќинствата и поголем. Сметате дека треба да се зголеми таа динамика, не знам, па може би да се постават и повеќе контейнери, размислувате некако во тој дел да се смени, ова динамика е со години. Ми се чини дека се знае точно кои денови беше, 2 пати неделно беше во општините, мислам дека еднашка во градот, еднаш е надвор од општините во неделата? Не, според мене, со оглед на тоа што ние работиме 24/7 во 3 смени,
кога ќе ги поделите саатите на бројот на смените, излегува дека сме на вистина постојано на терен и мислам дека нема апсолутно никаква потреба од зголемување на смените. Градот Скопје е поделен на 75 блока, нашите екипи се постојано на терен и мислам дека нема никаква потреба од зголемување на динамиката. Она од кој што има можеби потреба е законската регулатива, малце измени во делот на казнената политика, можеби малце позасилени едукации. Ние едукации правиме, нашиот сектор активно. Во која смисла едукација? Па видете, одевме на селекција на отпад, и на таа тема ќе ве прашам, што мислите? Начинот на постапување со отпад е исклучително важен и мислам дека има потреба од промоција поголема на примерната и секундарната селекција и рециклажа. Значи, нас ни е многу важно системското менување на процесите да го воспоставиме во смисол на појачана примерна, појачана секундарна селекција, едукација на граѓаните, особено на најмладата популација. Тоа се дечињата кои што се во предучилишна возраст, децата кои што посетуваат основно образование и секако да не ги заборавиме средношколците. Со оглед на тоа дека добро познавате како ни функционира веќе менталитетот во погледот на одржувањето на животната средина, сметате дека долго време ќе ни треба да научиме да рециклираме отпад? Еве ги соседниве земји, па што се да речеме тие од нас повеќе, што веќе со години го прават тоа? Така е. Значи, сега се оди повеќе на варијанта на занемарување на линеарната економија, а промоција на циркуларната економија. Тоа значи дека секој еден поединец, започнувајќи од својот собствен дом, во кругот на семејството, потоа во институциите, треба да научи како треба да постапува со отпад. Доколку ние несовесно постапуваме со отпадот, значи ние го селектираме веќе во домашни услови, да ги отстраниме пластичните шишиња, стаклото да го отстраниме. Домашно веќе да направиме таа селекција. Тоа оди веќе на микрониво, тогаш веќе нема да имаме ни понатака успех. Многу е важно практично тој тип на селекција да се започне од нашите домови. Па добро, еве, може ќе направиме исчекор да и во тој поглед, да почнеме веќе домаќинствата да се организираме и во тој поглед. Навистина не е ништо сложено, само едноставно треба добра организација. Екопатролите постојано беа на терен, се уште се постојано на терен, постојат ли некои мини депонии кои што ги лоцира? Така, екопатрулата е прилично активен дел во нашето предпријатие. Тие се постојано исто така присутни на терен, особено во ноќните сати, кога се создава и поголема количина на отпад, најчесто од страна на кафанџиите, приватните и правните субјекти. На угостителите. Така, на угостителите. Забележано е од наша страна на одредени места дека има поголема количина на отпад. Тие места се детектирани како црни точки. Бројот на црните точки е прилично флуктуирачки. Има одредени периоди каде што ќе се детектира, ние ќе известиме во инспекторатот на во градот Скопје дека е детектирана црна точка, како би можеле нивните инспектори да излезат и да постапат. Мене ми е многу жал што морам да кажам дека нашето предпријатие нема законска можност за изрекување на казни. Таа можност ја има инспекторите во Министерството за животна средина и градските инспектори, кои што секако после секоја наша интервенција и укажување излегуваат на терен, но потоа ќе се појави некоја друга црна точка која што ќе биде детектирана и така да на тој процес некако тоа е некој магичен круг. Не знам зашто се случува постојано тој магичен круг. Ми е жал дека немате можност да изрекувате казни, затоа што народски кај нас, кога ќе утриш по джибот, тогаш не доаѓа памет. Може би треба веројатно веќе да се почне и тоа да се применува за вистина да дојде памет во тој поглед. Инклузивен е овој процес. Знаете како, не можете постојано па и на таков начин да ги малтретирате граѓаните. Ние избегнуваме, еве неколку пати екопатрулата има задача да укажува најдобронамерно, да врши едукација на правните субјекти, на стопанските субјекти, на физичките лица,
како правилно треба да се постапува со отпадот, изготвуваат голем број на записници. Мислам дека само за 2022 година имавме изготвено некаде околу 578 записници. Само да не остане тоа зборна хартија. Не, видете како. Тоа е тоа. Ние немаме ингеренции да казнуваме. Значи, кога ќе се детектираат вакви работи и после нашето најдобронамерно кажување и после нашата едукација, значи кога ќе видиме и ќе забележиме дека тој процес кај еден исправен субјект неколку пати се повторува, ние немаме друг избор и навистина мораме да ја изреагираме и да ги известиме градските инспектори за конкретната појава на одредено место. Се надевам дека тоа веќе ќе почне да се обзнанува, повеќе и граѓаните да слушаат и кога ќе се слуша дека некој веќе добил казна, и тоа делува едукативно. Дали се уште ги проверувате навечер улиците, дали се испрани, изчистени, тоа чинам го правевте по короната, беше кога интензивно се правеше дезинфекција. Редовно излегуваме на терен, редовно го снимаме теренот, каква е состојбата на градските улици. Можевме и вас да ве видиме во таа патрола. Честопати, да. Да, го правите тоа се уште? Скоро секоја вечер. Скоро секоја вечер одвојувам сигурно по половина час до час, задолжително да ги посетам и вработените, да видам каква е состојбата во градот, така да на терен може да ме видат граѓаните многу често. Па се чудат кои ќе ме видат со, знаете, многу интересна е сликата во непосредна близина на портокаловите. Да. Треба да се грижиме најважно, нели, за задоволни вработени, потоа имаме успех како компанија. Тоа е непишано правило. Кога сме веќе кај вработените, дали е доволна механизацијата со која што располагате, можеби размислувате дека е потребно повеќе или некој друг вид на механизација потреба има? Да, видете, секако дека е потребно, ние одиме на варијанта на осовременување и модернизација на механизацијата и веќе пред 3 месеци поднесовме програма за инвестиции во нашето јавно предпријатие до советниците во градот Скопје. Јас не можам да разберам од која причина советниците едноставно нашите програми не ги изгласуваат, поточно ги обструираат со месеци, така да голем дел од работите не се закочени во предпријатието. За жал. За жал е тоа така, веќе не можам дури ни да го третирам како политика, па ни како политиканство, политиканство. Тоа е веќе малце посурова квалификација, меѓутоа е многу реална до вистината и можам да ја квалификувам како класична деструкција и живување директно врз граѓаните. Затоа што ние, ако не ни поминат одредени програми, како што беше инвестиционата програма, која што беше во Советот закочена 3 месеци, ако не ни помине програмата за дополнителни дејности, преку која што ние имаме обврска преку градот Скопје, да ангажираме дополнителни теренски работници, ние сме буквално блокирани. И тоа е навистина вака за критика. Мојата критика се разбира дека не е злонамерна, него е баш добронамерна. Мислам дека навистина дел од советниците, кои што се наоѓаат во Советот на градот Скопје и треба да се извршуваат најсовесно својата работа и да бидат посветени исклучиво на граѓаните. Ако нас не поминуваат програмите и нашите предлози, без притоа никакви дадени аргументи од нивна страна, нашата работа ќе биде закочена. И веќе тука одговорноста припаѓа на некој друг, не на комуналните гени. Да, но за жал сакаме да бидеме примамлива, под наводници, туристичка дестинација. Сакаме да бидеме метропола за која што сите ќе зборуваат. И не само за оние кои што ќе видат, туку и за нас кои што живееме тука. И повторно прстот кон вас се вперува, а не се знае всушност што се случува зад затворени врати обично, кои се барањата, кои се жилбите, кои се плановите и колку всушност се кочи тој процес. Така е, но седниците во Советот на град Скопје се јавни. Знаете, веќе мислам дека е сосема јасно и на граѓаните им е јасно каде се закочуваат работите. Ние можеме да го дадеме и го даваме максимумот од наша страна со оние расположливи капацитети со кои што располага јавното предпријатие, тоа се вработените, кои што се постојано на терен, тоа е таа механизација која што е прилично застарена, значи во просек возилата специјалните
комунални возила во просек се стари некаде околу 10 до 15 години, зависи од типот на специјалното комунално возило, ги има повеќе типови, да не ги оптеретуваме гледачите со типот и формата на возилата, но навистина има една широка лепеза од различни специјални комунални возила кои што и се потребни и на комунална хигиена, се разбира и на градот Скопје, се со цел навремено и правилно завршување на нашите работи. Сега кога ќе имате една таква непријатна ситуација, се изложувате на дополнителни трошоци, ако не можете да набавите нешто од она што е навистина потребно, заради тоа што амортизирани се возилата, потребно е нивно навремено обновување. Трошоците се поголеми доколку го поправате возилото, а тоа е на терен, ви кажав, пак ќе повторам 24 сата во 3 смени, тоа се големи и тешки возила за покренување, прилично се амортизирани, но тоа е тоа. Ќе се справуваме полека со сите предизвици. Продолжуваме и на малку поубави теми. За големо поздравување се пролетните акции кои постојано ги организира предпријатието за разубавување на градот. Нема ништо поубаво кога ќе се види некоја нова садница. Така. И нешто исчистено убаво. Се направија извесен период, ќе се прават сега во овој период. Кои ви се плановите тука? Да, ние ќе учествуваме сега во наредниот период на сите оние активности кои што каде што промотор се јавува градот Скопје, имаме и своји акции. Се разбира дека граѓаните се секогаш задоволни кога ќе видат една нова улица како е направена, кога ќе видат нови садници, разеленети паркови, сменети клупи, исчистено ѓубре по градот, исчистен смет. Така да тоа е на општо задоволство и на нас како јавно предпријатие, и на градот Скопје, и на сите граѓани. Во наредниот период, затоа што е пролет, планираме една голема плејада на акции да спроведеме, кои што се однесуваат најчесто на расчистување на градежниот и кабастиот отпад, редовно сервисирање на садовите за смет, на кантите за отпадоци, како во индивидуалните, така и во колективните објекти, исто така и кај физичките лица и кај правните и стопанските субјекти. Ајде малку да се задржиме кај тој градежен шут, отпад, кабаст отпад. Општините прават некои акции повремено во кои што им помагаат на граѓаните, се разбира тоа е во договори со вас, кои што може да го отстранат кабастиот отпад, но многу се гради во градот, навистина. Јас не знам во делот на градежен шут колку се внимателни компаниите во тој дел, но она што вие го организиравте, кажавте дека сега планирате една поголема акција, но исто така и нудите услови секој сам да може да си го отстрани кабастиот отпад или па компаниите градежниот отпад. Каде се наоѓа тој стационар, може да подсетиме, и како оди таа процедура? Дали може секој сам без најава да дојде, како беше со собствено возило, со ваше возило, имаше има неколку опции кои што може да ги имат граѓаните. Се разбира дека додека возите по градските улици, особено во пролетниот и во летниот период, кога масовно граѓаните ги чистат своите домови од се она што не им е потребно, кога ќе видите покрај контейнерите оставен градежен шут или оставен кабаст отпад, дава една навистина неубава и грда слика. Затоа јас би им апелирала на граѓаните кабастиот отпад, наместо да го остават покрај контейнерите, многу е подобро доколку можат сами да го депонираат во нашите трансфер центри, во Карпош со собствено возило, во Карпош или во Вардариште, тоа е првата опција, и втората опција да се јават на нашиот бесплатен телефонски број 0800 22233, каде што ќе се јават нашите телефонски диспечери, ќе ги добијат информациите за која локација станува збор, со нашите специјални комунални возила ќе дојдеме на лицето на местото на настанот, ќе го собереме кабастиот отпад или градежниот шут и правилно ќе го транспортираме на оние места каде што тоа може да се направи, а тоа како што напоменав или е во Карпош позади бензинската пумпа Мак Петрол или во Вардариште. Да, тоа се тие две места. Тие се тие две места. Со оглед на тоа дека чинам дека се уште доколку не можеме со сопствено возило, превозот само
индивидуално се плаќаше, така? Да, имаме ценовник во зависност од типот на услугата, граѓанинот може подетално да се информира доколку се јави на тој бесплатен телефонски број, сите информации кои што му се потребни за типот, отпадот, начинот, големината, количината, ќе ги информира нашите служби ќе дојдат на лице место, ќе направат увид, ќе го соберат непотребниот отпад и ќе биде депониран таму каде што треба. Да, кажавте дека често знаат вработените да ве видат во комуникација со нив непосредна, но и во непосредна комуникација сте и со граѓаните. Може да го заокружиме разговорот дека ги задоволуваме ли потребите од една страна како предпријатие, задоволни ли сме, од друга страна граѓаните го добиваат ли тоа што им треба? Видете, секогаш може подобро. Секогаш може да биде подобро. Добро што сме така реални. Ние сме силно мотивирани дека треба да продолжиме да работиме. Знаеме дека се движиме во вистинскиот правец. Мене тука навистина ми помогна и работењето и во Министерството за животна средина, затоа што се сродни, прилично компатибилни работата која што ние работиме, навистина е малце динамична, прилично активна, да не речам захтевна, тешка, но од друга страна и многу хумана. Значи, со самото тоа што се грижиме за животната средина, се грижиме директно и за здравјето на граѓаните. Па замислете, што би се случило кога само една смена од нашите 3 смени во текот на 24 часа не би поминала да го собере сметот од контейнерите. Никогаш граѓаните реагираат. Не сакам ни да видам. Никогаш граѓаните велат, леле, па полни се овие сатови. Да, полни се, затоа што се полнат од смена до смена, навистина многу вртоглаво брзо. Јас би ги замолила, еве, најчовечки, најдобронамерно, дури стопанските субјекти кои што работат, тука имаме прилично малце поголем проблем, премногу брзо од смена до смена ни се пополнуваат контейнерите. Зошто? Заради отпадот од пакување. Можете да замислите, согласно закон, секој правен субјект има обврска законска да постапува со отпадот од пакување. Тоа значи дека треба да набават своји садови, каде што таков тип на отпад би морал да биде селектиран. Обврзани се со закон. Наместо тоа, дел од стопанските субјекти, не велам сите, значи еден дел од нив, алудираме на нив, ги исполнуваат контейнерите со картонски кутии, кои што понекогаш знаат да бидат и прилично големи и габаритни, така што граѓаните кои што живеат во колективните згради, не можат немаат каде да го фрлат својот отпад и понекогаш се случува да го остават околу контейнерите. Кога отпадот, комуналниот, ќе биде оставен на таков начин околу контейнерите, доаѓаат понекогаш кучиња скитници, одредени... Се не е јасно што се случува по тоа. Се не е јасно. Јас па сакав да се надоврзам и се расфрла. Често пати ни се случува да на празни, потполно празни или полупразни контейнери. Тоа е честа слика исто. Мене ми се случувало да застанувам, лично да проверувам, да не можам да разберам големи контейнери кои што се на главните булевари поставени. Тоа се оние едни убави сиви контейнери. Убави, кои што се затворени. Постојано. Претходно ги имавме железните отворени, ако добро се сеќаваме. Верувајте ми дека се празни или полупразни. Околу нив има на тони отпад. И тогаш ние сме обврзани. Во кисички врзани и мисла дека е така е безбедно. Така. И ние сме обврзани тогаш да се јавиме во нашата дежурна служба, значи тоа е дополнителен трошок, да дојде да собере, затоа што ако не постапиме веднаш, веќе по градските улици ќе имаме има отпад, ќе биде ќе биде една лоша слика која што знаеме да ја видиме. А јас сакав да искористам да се надополнам на вас и да кажем, ги замолувам граѓаните да го фрлаат отпадот во контейнерите. Во контейнерите, да. Да, не околу. И мене често ми се случува, а јас имав големо задоволство како граѓанин на поставување на тие контейнери кои што се затворени, си велам конечно затворен, претходно беа отворени, летно време, топло. Садови, со тоа што граѓаните дури не мора ни да ги допираат со раце, доле има една папучка која што може да се притисне, капакот се отвара и отпадот може да се стави внатре без никаков проблем. Па делот
проблемите исто така ги лоциравме дека некогаш и таа папучка не е доволна, па ги оставаме полуотворени капаците за да ништо не се допира сметот, само да се стави внатре. Некогаш има резултати, некогаш дел од граѓаните навистина знаат да направат проблем. Но тука сме, повторно ќе постапиме и тоа е дел од нашата работа. Ви благодарам, господја Косана, ви благодарам. Ви беше чест и задоволство и намерно беше насловот поставен дека одговорноста е на институциите, точно, но и на граѓаните. Да си ја чуваме и одржуваме животната средина. Животната средина, така. Благодарам. Благодарам и на вас.